Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Добро е што Државната комисија за спречување корупција отворила предмет за судир на интереси, непотизам и корупција во врска со тендерите во Министерството на Стефан Андоновски. Тоа го поздравуваме. Сега очекуваме овој скандал, ова финансиска афера во која жената е државен секретар, а мажот добива тендери, да биде целосно брзо расчистен и да следува одговорност. Фактите, почитувани, се кристално јасни. Фирмата на сопругот на Клинчарова добила 2 тендера, а министерот Андоновски е потписник на договорите. Иако се обидуваше да ја оправда оваа скандалозна ситуација со апсурдни изговори, сепак ги призна тендерите. Ова не е само судир на интереси. Ова е очигледен случај основано сомнение за корупција. Сада сама денеска изнесува дополнителни информации кои ќе и помогнат на Државната комисија за спречување корупција, но и на сите надлежни институции во целосно расчистување на овој случај. Денеска ќе објавиме дека сопругот на државната секретарка Мартин Клинчаров, кој ги добивал тендерите во Министерството на Андоновски, е жесток поддржувач на Мицкоски и ДПМН. На неговиот профил на Facebook може да се види дека учествувал на партиски состаноци во Белата палата, за што објавувал и слики. Клинчаров го има и по штабовите на ДПМН, по општинските комитети, со градоначалници, пратеници и други функционери од владеачката партија. Во своите објави Клинчаров жестоко го брани Мицкоски, откако што самиот вели бардовите на новинарството. Ова почитување потврда дека станува збор не само за семејна, туку и за партиска поврзаност, директен линк и со ДПМН. Ете каде завршуваат парите на граѓаните. Одговорност мора да има за овој скандал. Првиот чекор на Државната комисија за спречување корупција е во вистинска насока, но сега е наред завршница на предметот, но и вклучување на јавното обвинителство. Правдата мора да биде задоволена. Тендерските мрежи на ВМРО ДПМН мора да бидат разобличени, а одговорните санкционирани. Сада сама нема да дозволи оваа афера да биде заташкана. Секој чинител во оваа криминална мрежа мора да одговара пред законот. Ви благодарам.